Носителот на листа на коалицијата за пратеници во изборната единица број 3 од коалицијата предводена од СДСМ Јупчо Николовски, синоќа во облешевана средба со жителите истакна дека една од програмските задачи е да се спречи изнесувањето, како што рече, на нашите пари надвор од Македонија. Тој нагласи дека било лага тоа што ВМРО ДПМН ветува минимална плата од 14.000 денари. Наводно ја копирале оваа мерка од СДСМ која ветува минималната плата да не биде помала од 16.000 денари. Кога се платите во прашање, тој додаде дека просечната на крајот од мандатот на новата влада ќе биде 30.000 денари. СДСМ предвидува 140 милиони евра за малите и средни предпријатија за да го стимулираат вработувањето. Освен тоа, во секој семеен буџет ќе се слеела уште една плата од ДДВ-то кое ќе им биде вратено на граѓаните. СДСМ предвидува институциите да работат за секој граѓанин во државата. Предвидува 640 милиони евра за субвенции на земјоделците. Коалицијата предводена од СДСМ планира да го донесе законот за зелена нафта и да направи ревизија како е доделено земјоделското земјиште. 10 милиони евра годишно се предвидува за системи за одводнување, а секој земјоделец ќе има бенефициран стаж. Николовски истакна дека средства во висина од 56 милиони евра ќе се обезбедат за интервенција на државата која ќе застане за производителите, при што таа ќе мора да води грижа за откупот и пласманот на оризот.